Изводот за словенски ковчег на Венкова. Знаете, Господ е против мене. Секоја пролет готи ови инсекти, а јас морам да ги уништам. Алергичен сум на полет. Господ ме мрази и сум способен да му конкурирам. Јас сум го војна со него. Сонувам да ја вратам револуцијата назад. Замислете, веруки би се добиле гасеници, а луѓе црви. Би се покажало колку е смешно што човекот себе си се смета за сопушка. Луциден сте, но јас сум во предност. Оти знам каква душа носите под кожата. Ме фасцинира што не знаете да профитирате од таа душевна мака со која така раскошно га ударил Господ, а се вика фантазија. Сите словенски чудовишта ги откупи Холивуд и ги продава, тоа е светска митологија. Никој не слушнал за вашиот вин, Господарот на сенките, а сите знаат за Франкенштайн. Што знаете вие за себе? Кажете еден словенски бог. Не знаете. Христос ви е втор бог, ве посвои. Мислам дека се кара. Нема друго племе на земјава кое толку си ги мрази предците. Пребрати, крв, неверност кон татко, кон цар, кон Бог. Ако не ви се допаѓа семејството, убивате таткото. Ако не ви се допаѓа државата, убивате царот. Ако не ви се допаѓа светот, убивате Бога. Постојано сте во потрага по некој нов, подобар свет, а светот си јас. Скаравате со таткови, нели? И сигурно ви се чинилци татковците на другите народи би се поврни. Знаете, јас целосно го проучих словенскиот фолклор. Кај сите словени постои приказна во која детето се избира татко со јаболко. Тоа вие го избирате пред Христос жреб. За вас не е важно кој ве роди, вие секогаш избирате духовен татко. Биолошкиот го отфрлате, сметате дека нема дух. Да не би во вашиот стан да имате такво јаболко. Вие денес дојдовте овде по некаков ковчег. Тоа кај словените се повторуваат со векови. Генетска програма точна како часовник. Сите доаѓате овде во овој практичен свет по нешто што не е овде. Јас не знам што содржи тој ваш ковчег што го барате, но знам дека го барате на погрешно место. Запад не работи со ковчеги. Ковчегот е источна фикс идеја. Најзна жела да се сочува мирливото од распаѓање, да се победи времето. Јас не сум против истокот. Јас сум против лудилото што доаѓа од исток. Знаете што е шизофренија? Болест на фантазија. А тие доаѓаат од исток. Шизофренија е кога едното ќе се расцепи на две. Лудиот е луд само затоа што има резервен свет. Каква дрстост, каков исклученост, сепаратизам, каков презум во овој свет. Ете, и вие сте подготвени од овој свет да го сведете на едно јаболко и сенки. Каква стравна словенска редукција? Тоа се вика символ. Ма не ми е грижа како се вика тоа, нека се вика и уметност ако сака. Тоа сепак е само лудо. Една статистика вели дека меѓу словените има најмногу шизофрени. Станувате да полудувате, а полудувате пречесто и масово. Сонот ви идеологија, лудниците ви се митски места, мозокот ви е ритуализиран. Знаете само да обреди што не ги разбирате. Тоа е порнографија. Би се сликали на сенкен само за да бидете поголи. Би го изплатиле јаки, би ја превртели у пробата накол само за да не видат однатре. Затоа и како се згадил тоа ваше словенско соголување, покажување на утробите, на најинтимните делови од телото и душата. Доаѓате овде и се надпреварувате кој полошо ќе каже за истокот, мислејќи дека така ќе станете запад. Праќате по пошта, поезија, драми, слики. Велите дека тоа кај вас никој не го разбира, оти вашите татковци се заостанали. Мислите дека светот ќе падне на гадот да се критикувате себе си. Се борите против класика, а се уште ја немате. Да можете, би уринирали на дедовиот блок ако Запад каже дека тоа е уметност. Но не се осликате прески. Знаете ли што би сторил Запад да ги има вашите средства? Би плукнал врз